последниве години ве гледам што повеќе да ги вклучам и во пишување на некој научно-истражувачки труд, и во работа, да ги мотивираме да останат. Само така може да бидат до нас. Инаку на друг начин ќе незаинтересираност ако видат од наша страна, не ги вклучуваме во работа, не им овозможуваме вработување, мора да се работат младите. Значи, на некој начин да дадеме брзо едукација дополнителна која е потребна, едукација, специализација, субспециализација, да бидат со нас рамо до рамо и да бидат подобри од нас. Мора да им дадеме ветер во грб. И нешто друго, во однос на напредувањето на медицински факултет. Ние имаме врвни научни истражувачи, врвни лекари, професори кои што одлично котират и во странство и се ја презентираат и државата и градот и така и медицински факултет. Ние сега, значи, 2025 година говориме за квалитетно образование за средна школа во време кога светот веќе оди комплетно на вештачка интелигенција. Една од добрите ствари Европска унија што најави отварање некоја фабрики, кои не слушнавме детали за повеќе фабрики кај нас, ќе видиме како нешто за вештачка интелигенција се говори, така да ние стварно мораме да некако да ја скокнеме индустријската револуција и додиме во оваа нова револуција која што апсолутно ќе го промени светот. Ја им кажам на студентите и во Скопје и во Рим, работите каде што вие работните места каде што вие ќе бидете за 10 години денеска не постојат, не се создадени. Ова ние што ве учиме, најдобро што можеме да ве научиме како да вие бидете способни сами да учите понатаму и да решавате проблеми. Инаку брзината на промените е фасцинантна.